културно наследство, фолклор, режија, тие се сите тие комплементарни сили кои што го надополнуваат неговото богато резиме. Секогаш велиме дека со посебен пиетет за уметниците кои што особено некако го негуваат ова културно наследство. Се надоврзуваме пред некој ден со гостувањето на Евгенија и нејзиниот концерт, кога кажавме дека тоа е прилика и раритет да се слушне, да се види, барем сега некако во поново време, меѓутоа Филип Петковски тоа вештно го прави. Барем овие последни 2-3 години додека и во Македонија, макар што таа релацијата беше негова последниве години на дали тоа беше Америка, Македонија. Како и да е, ова е уште еден проект за кој што најавивме јас и Цеце утринава, дека ова е негово кореографско деби на Танцфест, за кој што ќе говориме, а најавата следува во продолжение како вовет на разговорот за крај. Да, ова е супер најава за она што ќе имате можност на 16-ти премиерно овој месец да го погледнете на сцената на Македонската опера и балет. Ова е всушност кореографското деби на Филип Петковски во рамки на овогодишното и актуелно веќе издание на Танцфест. Па и Филип го имаме во студиото за крај на денешната утринска. Филип, добро ни дојде. Добро ве најдов. Веруваме дека е многу турбулентно овие денови. Сега особено креативно. Да, честитки за ова што го погледнавме, навистина фино изгледа и добар тизер, значи само кратко, чисто да долова гледачите зашто станува збор. Ова е твое прво кореографско деби на Танцфест, бидејќи спомена дека не ти е прво учество реално. Си имал нели претходно, но во рамки на кореографија имаш деби. Што е она што ќе го гледаме во недела? А и видео дава како еден таков пулсен, да, супер баш музика. дава така предизвик. Па за овој проект конкретно Популус, односно размислувам веќе неколку години уназад, меѓутоа не бев во земјава и никош немав шанса, сакав да го правам тука, односно да го правам со македонски танчери. И еве сега конечно добив можност и средства од Министерството за култура да го направам. Популус, односно латински народот, еден танцов перформанс, односно танц театар, во кој ги обработувам и ги видоизменувам, на некој начин ги осовременувам сите оние традиционални танци и движења кои се присутни кај заедниците што живеат во Македонија. Така да на еден модерен начин сакам да го преточам сето тоа. Колку е тешко, лесно или можеби ептен мотивирачки за тебе, ете таа некоја традиција наша, фолклорна, да ја донесеш во ново современо руво? Па тешко е, затоа што е многу тенка границата. А ти имаш вечна борба на оваа тема. Да. Особено да го направиш практично и на сцена. Мислам, тоа сме говореле и интимно јас и ти баш оној кој разговори претходно. Тешко е затоа што е многу тенка границата да изгледа кич и да изгледа непрофесионално и да изгледа, не знам, според мен неубаво, бидејќи многу моменти од македонскиот фолклор, например традиционалните танци и песни се ремек дела сами по себе и секое нивно видоизменување би било малку ризично, знаете, да не отиде скроз во друг правец. Меѓутоа јас затоа земав многу едноставни движења, односно секогаш сакам да направам представа кај што луѓето ќе одат по сцена. Така да овдека некако тоа нели најбазичното човечко движење, односно одењето, така да такви моменти повеќе користам и нели со драматизација и со режија гледам некако малку да ги осовременам. Тешко беше најпред се затоа што во проектот имаме танчери од Националната опера и балет, имаме танчери од Скопје танцовиот театар, имаме танчери од танец, односно за прв пат работат. Каква екипа? Па од 8 танчери. Да, не некако дека од овие, од тие протагонистите се истите, претпоставам дека од самото видео, така? Си замислив голема екипа. Да, не.
Меѓутоа е тешко затоа што сите тие се навикнати на друг принцип на работа. И предходно колку што знам јас не соработувале заедно. Така да сега правиме нешто што е современ танци на една дистинкција ќе се направи од и тие што се имаат навикнато можеби на конкретни чекови. Начинот на работа беше поинтересен бидејќи на пример современи танчери се навикнати на еден принцип на работа, во балетот се навикнати на друг принцип на работа и сега да се спојат ни требаше прво време да се запознаеме, да видиме што ќе правиме, како ќе се одвиваат пробите, па понатака да правиме кореографија, па понатака да ја увежбуваме и да Ако си имаш желба и визија, верувам дека си останато е поедноставно. Да, и упорност. И годинава останува на 3 локации. Танцфест, Младински културен центар. Танцфест ќе биде на Популус ќе биде на 16 на малата сцена на опер и балет, а другите представи вечерва играат во Арма, ако се скаже така? Да, во Арма и во Македонскиот народен театар. И таа ваша нераскинлива врска со Рисима Рисимкин, кажавме, дама која што мислам дека е стожер на Танцфест, нели? Тоа е, мислам дека дама која што пак ги носи тие сите духовни инспирации преточени преку танцот. Знам дека имаш борба секојдневна и си голем поборник и горци на тоа. Знам дека и со твоето прво заминување во Соединените американски држави си постави задача и некако сега си ги носиш тие работи последниве години. Меѓутоа, пак ќе кажеме со Цеце, дали сега толку години, па како да го забележиме тој интерес кај младите да паѓа или да се намалува за изучување можеби на народниот танц, што па кај тебе е една гладна есенција во твоето портфолио? Па јас мислам осцилира, можам да кажам, се губи и се појавува повторно тој интерес. Зависи како е презентиран. И мене ми е тоа најбитно бидејќи едно време таа тема беше многу политизирана и многу отиде во негативна конотација. Меѓутоа јас се надам преку како е проектива на Евгенија, конкретно мојот и други што ќе бидат, се надам дека ќе ги представиме истите тие теми, истата таа содржина, меѓутоа на малку посовремен начин и начин што ќе биде поблиску до, не знам, помладата. Значи веруваш дека треба да има конзистентност на актуализирање на овие теми, за да може да има интерес кај млади, ако би се заборавило, би се ставала во негде во архива Тоа да, и начинот на кој тоа е представено исто така битен. Секогаш јас кажувам дека мене ми е битно исто другарите и пријателите што се дружат со мене да го разберат тоа и да на нив да им биде апсолутно јасно што се случува и ако и ме, онда сум успеал во тоа. Не само луѓето кои се од афелата и кои вистински познаваат материјата. Така да начинот на пренесување бидејќи луѓето забораваат дека ако нешто е фолклор, тоа значи дека мора да е живо и константно да се менува и и тоа е единствениот начин за тоа да обстојува. Односно ако одиме на нешто да се зачува во некоја оригинална форма, тоа веќе не постои, него ние пробуваме само да го оживееме, што значи дека не живее во моментот. Станува збор за твоја идентификација лична и да го моделираш на твој начин, да биде сепак некако традиција. Да биде актуелно и да биде приспособено на времето во кое живееме. Тоа е, мислам дека апсолутно најбитно кога станува збор за културно наследство или за фолклор. Сега ако те оддела малку од темата Кусо, или кога ќе се вратиме сега и на твоето огромно претходно вложување во себе во образованието, импонира тоа што го имаш создадено, вистина сам за аплаусе. Дали сега со подготовките твои во Американ колеж здравје Боже, нели се да биде добро од ова лето, има интерес да речеме за и твојата конкретна струга гранка која што културно наследство е тема што мислам дека почнува да е доста промовирана во земјава. Гледам дека Министерството за култура доста се залага на таа тема, постојат неколку, мислам, се зборам затоа што сум видел на Facebook и на социјал медија. Многу курсеви, многу работилници, семинари, оваа година се отвара и катедра за заштита на културно наследство при ПМФ. Новитети ми е, така? Новитети, да, ќе биде нова катедра, таков предмет постои на Американскиот коледж, мислам дека уште на неколку други институции, така да е нешто што е битно, можеби особено околу Охрид, нели околу УНЕСКО, па тука се актуализираше. Ти имаш едно добро искуство. Да, се актуализираше малку темата. И јас постојат многу грантови преку Erasmus Plus и преку Европската комисија кои вложуваат многу во културно наследство. Така да овој проект, да речеме, еден вид на такво осовременување, односно проект кој директно го засега не само културното наследство на македонците, меѓутоа на сите заедници кои живеат тука, меѓутоа склопен во еден поинаков продукт, односно како танц театар.
Филип, пред малку кога го погледнавме тизерот, ја пофаливме музиката, меѓутоа спомена дека тоа е само мал дел нели од музичарите кои што работеа. Ги споменавме танчирите, но ајде вака целокупно екипата која што работеше на овој проект и колку време ви требаше или ви беше потребно, затоа што велиш на почетокот беше прво запознавање, па потоа нели што и како ќе се прави. Верувам дека голем дел од танчирите излегле и од својата комфортна зона за да дојдат до ова што го создале, ако имаме можност да го видиме на 16. Така. Музиката е еден микс со веќе постоечки траки на неколку диџеи и артисти, односно Дуке Бојаджиев, Владко Стефановски, Мирослав Тадик, Љубој на Синтезис, Даха Браха, Mobile Soul System. Мислам дека тоа е тоа. Супер екипа. Сите овие луѓе ми дозволија да користам таа музика и сум многу благодарен за тоа, односно да направиме еден микс. Така да целата кореографија се состои од 6 засебни точки кои ќе се изведуваат една по друга, односно на секој од овие артисти музика. Уживав кога работев музиката, односно јас се пробав да ја спојам некако и да направам некаков микс. Бев многу изненаден, мислам уште сум изненаден дека луѓе како Кирил Џајковски, како Дуке Бојаджиев веќе многу одамна ја модернизираат традиционалната музика и прават, например, Кирил Џајковски има многу бав албум кој се вика Homebound, Дуке нели знаеме апсолутно. Така да музика на тоа поле се твори, има константно има нови проекти, нови идеи, меѓутоа кога станува збор за танц, малку стагнираме бидејќи и понатаму се промовира она што е утврдено, да речеме, од националните институции, односно таа форма и тој шамблон на како се изведува. Младите го движат светот, така што од некаде мора да тргне работата и за да се нели случат промени. Зашто и медиумите се заслужни. Мислам дека нели актуализирање на овие теми, инаку шундот да не забораваме дека во моментално е портретиран. Тоа ми беше секогаш ми фалеше тоа дека секогаш мислам во Хрватска и во Србија за пример вакви проекти се случуваат веќе многу одамна. И секогаш се прашува зошто кај нас никој не направи вакво нешто и да реков окей, јас ќе го направам тоа. И еве тоа е тоа во Популс. Ке шита представава после премиера? Би сакал многу, да, сме во проговори за во Хрватска, за во Србија, тука локално низ Македонија. Ги имаш и контактите. Да не забораваме, имаш контакти. И во Америка? Именно ќе те прашам, бидејќи не знам колку прашања сум му поставал вака последниве години со Филип, толку баш онака дружби сме имале и надвор од камерите и секогаш сум го прашувал дали имал можност токму во Лос Анџелес каде што долги години беше, да не забораваме дека на престижниот Укла факултет беше колку години беше таму? 6. Дали имаше прилика вистина да има така обсервација и да ги едуцира студентите во Лос Анџелес? Колку имаше воопшто интерес, ака јавно сакам да кажам? Во Лос Анџелес се посветив повеќе на театар, односно таму работев театарски представи. Конкретно со моите студенти не, бидејќи предавав предмети од историја на уметност и повеќе околу перформативност и културолошки студии. Меѓутоа со танц не, меѓутоа во Лос Анџелес постојат многу такви танцови групи, односно на луѓе кои два пати во неделата се собираат во некакво студио и се љубители на балкански на танцово наследство. Така да таму често држав семинари и бев изненаден, например имаше жена која јас кога бев полнеше 102 години. Што збориш? И уште играше и уште доаѓаше на проби, на 102 години посветена, да, 60 години сигурно нејзиниот живот ги имаше посветено на патување на Балканот, проучување на нашата култура и така натаму. Така да родом од каде? Родом американка, значи од Лос Анџелес, меѓутоа по потекло арменка. Вистина. Да. И после кажи географска одредница нас ни прави некаков калап. Дипломираш на универзитетот во Питсбург, како не се лажам, во продукција, тогаш колку памтам нови медиуми театар. Ама да не забораваме дека и тоа го имаш вклучено во сегментот на твоето реализирање. И знам дека сигурно годинава можеби ќе чекаат нови проекти од твојот изум. Веќе наредна недела почнувам да работам на нов, односно проектот се вика Елегија во 5 дива и ќе го работиме во Велешкиот театар. Така да моментално се спремаме. Така да се шифтам, да речеме, помеѓу танц и помеѓу театар, или во овој случај танц-театар, што е мојата омилена комбинација. Ама не се ограничуваш, мислам, што да се послужи? Така да и наредниот проект Елегија во 5 дива и тој ќе биде вид на танц-театар.
бидејќи од, да речеме, со двете се бавам некое време и од двете имам заситено до некаде, па така да сакам сега да ги скомбинирам и двете да малку да експериментирам со тие два Како жанри. и претходно што спомена, осцилира, некогаш Да. љубовта е на плафон, а некогаш знае да се изгуби, ама тука е во секој случај да те потсети Да. дека зашто живееш и зашто Па доаѓа на фази, да, функционираш. сигурно ќе има еден момент кога ќе нема воопшто ни да сакам да го гледам пополосно и таа музика да слушам бидејќи 6 недели уназад е само тоа и однос подобрата варијанта е да се базирате на нешто, да се посветите на нешто друго. Така да се добро е додека има што да се балансира, додека има проекти, јас се надам дека ќе има и понатаму, така Да, да. за секој не се животот е жали. важен балансот. Да, да. Филип, со оглед на твојата нашетаност во светот и познавање на доста култури и различни искуства со најразлични луѓе, каде си ја гледал најдобрата танцова представа? Најдобрата Let танцова me think. представа, најдобрата танцова Може би не е представа. најдобра, ама ти оставила најголем впечаток или нешто те е нај во некаков поглед. Да, морам да кажам на УКЛА, односно каде што завршив, играше Михаил Баришников, познатиот руски балетан, кој си има преселено во Америка, а во режија на Боб Вилсон, тој е многу познат исто така американски режисер. Има направено заедничко дуо и настапува на УКЛА. Димитрис Папајоану исто така со The Great Hammer, едно од поубавите представи што сум ги гледал. Сите дела на Охад Нахарин, односно уметничкиот раководител на Бачева, танцовата компанија од Израел. Холанѓаните се Скапино, не знам, Нидерланданс театар, им се дивам и... Секогаш кога патуваш некаде се обидуваш и да посветиш време на ова? Обавезно. Никош дури ги планирам патувањата по Специјално за датум некој. Да. Ако е вистински тоа, не знам, артист што му се восхитувам и што треба да се погледне. И од кого можеш да научиш нешто? Да. Секако. Знаеш колку сум среќен дека си тука? И јас многу. И се сеќавам нели на твоето прво нели за жал поради короната, нели после долги години посета во Скопје ти некако ми кажа леле колку спокојно се чувствам сега после толку години во Македонија. Да. И тоа вистина многу мина ќе го кажат. Иако нели Америка е можеби земја во која што секој човек може да се реализира без разлика што се занимава, сепак дома си е дома. Дома си е дома затоа што оваа тема многу подобро ќе биде разбрана тука него на пример во Лос Анџелес. Иако диверзитетот се е припатен, Лос Анџелес е апсолутно, мислам далеку од тоа дека нема да биде, Да. меѓутоа овој народ многу повеќе поблиску ќе ја доживее оваа тема. И најнервозен сум, највеќе требам кога работам пред домашна публика, бидејќи е најкритична, меѓутоа со најголем мерак, највеќе ме Сакам да те прашам, дали некогаш се почувствував во некоја зона кога ти го дискредитираше некој трудот во Америка или тоа не се случи? Во Америка не. Тоа не ми се случило. Да бидам искрен, немам многу, мислам, имам работено на театарски представи кој асистент, немам многу бидејќи во Америка, таму бев апсолутно посветен на докторатот и на читање и пишување, така да немав многу шанси да правам проекти. Тука секако ми се има случано, како на секој друг. Зашто јавно говориме, апсолутно. Да, меѓутоа никош тие моменти не ме обесхрабувале многу и се баш напротив ми давале нека повеќе волја и мотив, да, што ако имам нешто замислено да го направам, па по секоја цена. Филип, настанот или премиерата е на 16-ти? На 16-ти, во 20 часот на малата сцена во Билети? Националната опера и балет. Билети на билетарата на НОБ или резервации на телефонскиот број кој Или има на онлайн, веб-страница. мислам нека и онлайн е Да. веќе се е достапно. Супер, ќе те гледаме на Гледаме. 16-ти. Да не забораваме дека се сеќам тогаш, не знам зашто не направивме на телевизиско гостување, Вита која што беше спој на едно културно наследство, повторно на некој начин и отсликување на жената преку носиите. И беше исто така еден проект за кој што вреди да се спомене. Можеби поминаа 2 години, ама не знам како помина Вита, не сум те прашал вака низ. Вита, јас сум, мислам, дури немам ни зборови колку добро помина, бидејќи тоа беше така еден проект направен, најде да речем од досада, во тие карантини кога не смеевме да излегуваме. Ама испадна пак. Да, испадна и последното гостуваше на настан организиран од Волк Италија во Милано.
И тука решив некако да ја затворам таа приказна, претходно беше шетавме малку низ Македонија. Не за другото прашав, не зашто и Џаџа пред некој ден беше. Џаџа, да. Баш збореше за сега април Sexual Awareness Month имаат и баш ми текна таа експресија да не ја забораваме Ана, која што ми е некако посебна срж во целото видео, Ката и уште ред други кои што ти се и твои лични многу драги луѓе вклучени, затоа мислам дека ти е многу битен тој проект во архивата. И со самата таа нивна енергија, мислам тоа е тоа што го направи тој проект да биде поубав. Вите ќе гостува се во ноември на Arizona State University. Вистина? Да. Браво. Така да ја мислам дека ја затворивме таа приказна, Меѓутоа уште малку мора да спомнам бидејќи Џаџа само што беше да. тука и некако пред некој ден го видовме ликот на Ана и не можам да не ја спомнеме. Тоа е нашата искра. Најубавиот мој спомен од неа, мислам што ќе остане за секогаш со мене.